На барање на основачи и ветерани, Јово Кекеновски е исклучен од ВМРО ДПМНЕ. На иницијатива на повеќе од основачите, ветераните и членовите на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ Бутел, Дисциплинската комисија на Општинскиот комитет донесе одлука за исклучување од партијата на Јово Кекеновски. Во причините за исклучување се наведуваат обидите за нарушување на угледот на ВМРО ДПМНЕ и делување во спротивност на политиките и определбите на партијата. Председателот на Општинскиот комитет од Бутел, Боби Бојчевски, ја потврди информацијата за исклучувањето на Кекеновски, додавајќи дека иницијативата дошла изворно од повеќе членови на партијата кои укажале за повеќекратно прекршување на статутот на ВМРО ДПМНЕ од страна на Кекеновски и кои отворено искажувале незадоволство од неговото однесување. Економско-социјалниот совет даде едногласна поддршка на мерките со кои треба да се овозможи вработување на околу 150.000 невработени до 35 години, лица од 35 до 50 години кои повеќе од 10 години се без работа, лицата над 50 години невработени од ранливите категории граѓани и лицата постари од 58 години предвидени во рамките на владиниот проект Македонија вработува. Според ресорниот министер Диме Спасов, поддршка за пакетот мерки дале сите социјални партнери во социјалниот диалог, односно синдикалните организации и организациите на работодавачи. Председателот на Сојузот на синдикатите на Македонија Живко Митревски истакна дека синдикатите поддршката ја дале поради тоа што сметаат дека пакетот мерки представува, како што рече, уште еден дополнителен пресврт во борбата против нашето општествено зло кое беше присутно наназад со децении, борбата со невработеноста. Генералниот секретар на ГРОМ Виктор Цветковски најави дека ќе поднесе кривична пријава против правното лице СДСМ за неовластено прислушување и тонско снимање. Цветковски објасни дека пријавата е поднесува за да ја заштити својата приватност, достоинство и углед. Вели дека на вчера објавените аудиоснимки од Куманово се слуша разговор воден за евентуална политичка соработка меѓу него, тогаш независен кандидат од коалицијата Кога ако не сега и ВМРО ДПМНЕ. Разговорот, посочи Цветковски, е воден меѓу двата изборни круга во 2013 година. Понуди за евентуална политичка соработка имаше и од ВМРО ДПМНЕ, но и од СДСМ. Затоа јавно го повикувам СДСМ и Зоран Дамјановски да ги објават разговорите кои беа иницирани од Дамјановски за можна политичка соработка, додаде Цветковски. Тој го повика раководството на СДСМ доколку поседуваат каков било снимен материјал кој упатува на извршено кривично дело од негова страна, веднаш да го достават до јавното обвинителство. Општина Новаци најави изградба на фабрика за преработка на стари автомобилски гуми, која ќе биде лоцирана во Мариовското село Брод. За потребите на овој инвестициски проект е изработена студија за оценка на влијанието врз животната средина од новата фабрика. Целта беше да се идентификуваат евентуалните последици од проектот врз животната средина пред да биде издадено решение за градење на објектот и за да можат да се елиминираат или ублажат негативните биофизички, социјални, здравствени и останати ефекти. За изградба на фабриката посебно го информиравме локалното население, велат од Општина Новаци. Втората црна кутија на Airbus A320 на Germanwings кој се урна во француските Алпи пред 10 дена покажува дека копилотот намерно го уништил авионот, со што ја предизвика суета и смртта на сите 149 патници и членови на екипажот, потврди Бирото за истрага и анализи за безбедност во цивилната авиација. Втората црна кутија беше пронајдена вчера во еден од доловите на местото каде што се урна авионот. Разузнавачките агенции на Велика Британија ја шпионирале Аргентина и незината влада за Фокландските острови, откриваат медиумите во Буенос Ајрес, повикувајќи се на документите што ги одзеде Едвард Сноуден, порадешен соработник на Американската безбедносна агенција НСА, пред да побегне од САД преку Хонг Конг во Русија. Во документите на Сноуден се тврди дека британците неколку години ја шпионирале владата во Буенос Ајрес, затоа што британската влада била загрижена од можноста Аргентина одново да покрене офанзива против Фокландските острови за кои двете земји се во спор. Според документите на Сноуден, британското шпионирање било најактивно во периодот меѓу 2006 и 2011 година. Станува збор за широка разузнавачка операција со која било опфатено прибирањето разузнавачки податоци, ширењето лажна пропаганда и пуштањето во оптек на лажни податоци, како и користењето на компјутерски вируси за да се дискредитира владата на Аргентина.